würde плюс инфинитив од главниот глагол. Кога станува збор за ова würden, се менува исто како модалните глаголи, односно исто во прво и трето лице еднина и прво и трето лице множина. Ке го менуваме. Ich würde, du würdest, sie, es würde, плурал, wir würden, ihr würdet, и sie würden. Исто така, освен тоа што се користи инфинитив од главниот глагол, во меѓувреме, односно ги имаме и тоа треба да знаеме дека користиме и акузатив. Сме даделе и пример, ќе дадеме уште еднаш. Ich würde gern einen Hund haben. Würde е на второ место, менување по лица. Ова е акузативот. Еве во случајов ќе го направам да биде и тука така ќе го направам. Со закосени букви и главниот глагол ќе го направам со црвена боја. Тоа е глаголот haben во оваа реченица. Ich würde gern einen Hund haben. Ајде сега да слушнам Ивана како ќе биде втората реченица. Нема проблем. Ако може да се врне плуралот само за кратко? Ќе се вратиме од кога ќе ја напишеме реченицата. Würdest du gern mal Urlaub auf dem Bauernhof machen? Така. Убаво што го менувавте глаголот по лице, бидејќи тоа беше и самата поента, односно würdest du gern mal einen Urlaub auf dem Bauernhof machen? И стои во ова реченица. Глаголот бидејќи е прашална е на прво место, менување по лица. Потоа имаме einen Urlaub, како што кажавме го користиме во акузатив, именката Urlaub е од машки род. И на крајот од реченицата главен глагол, кој што е во инфинитив и е на последно место. Ајде следната реченица, Марија. Welche Reise würden Sie am liebsten buchen? Така, welche Reise würden Sie am liebsten buchen? Welche Reise würden Sie am liebsten buchen? Würden е глаголот. Немаме именка после глаголот кој што треба да биде во акузатив. Само имаме главен глагол кој што е на последно место во инфинитив. И реченицата под Д, Љубица. Јас сум секак грешна. Ich würde am liebsten ова е проблем. Liegen den ganzen Tag.
Liegen каде треба да стои? На кое место треба да стои liegen? Ich würde in der Sonne liegen den ganzen Tag. Liegen е главен глагол и треба да стои на последно место, бидејќи е во инфинитив. Ich würde am liebsten in der Sonne den ganzen Tag liegen. Ihr würdet, сега ќе напишам, ihr würdet am liebsten den ganzen Tag in der Sonne liegen. Оваа реченица е во со würden, да, еве го глаголот, стои на второ место бидејќи е исказна реченица. Потоа имаме den ganzen Tag, кој што е во акузатив, и е den ganzen Tag бидејќи именката Tag е именка од машки род, и главниот глагол liegen, кој што е на последно место и е во неговата инфинитивна форма. Исто така сакам во оваа реченица да кажам дека местото на am liebsten и den ganzen Tag можат да се променат, значењето ќе биде исто. Значи нема фиксно каде треба да стои am liebsten. Ние сме го кажале дека најчесто треба да стои на почеток од реченица, затоа што со него изразуваме нешто што правиме со најголемо задоволство, така што со него истакнуваме, меѓутоа не е погрешно да го користиме и во средина на реченица, и тоа еве баш вака. Значи исто во оваа реченица може да гласи и ihr würdet den ganzen Tag am liebsten in der Sonne liegen. Поентата е секогаш иста, а таа е глагол во исказна реченица стои секогаш на второ место, а глагол во прашална реченица стои секогаш на прво место. На второ место стои глагол и кога реченицата започнува со прашален збор. Тоа е главното правило, место положбата на глаголот во реченица. Сега ќе се вратиме после на 8-та вежба. Претходно ќе ја погледнеме, само да видам дали ми е добро. Дали е оваа во тестот? Не, првата вежба е оваа во тестот, која што е на страна 22. Übung Nummer 3. Ordnen Sie zu. Имаме неколку дадени изрази, кои што кога ќе ги прочитаме, веднаш ќе добиеме представа дали се позитивни или негативни. Имаме тука неколку дадени зборови и сега јас ако ве прашам Ивана, Berge oder Meer? Verstehen einmal bitte? Berge oder Meer? Was wählen Sie? Wohin wollen Sie lieber gehen? Berge oder Meer? Meer. Maria, was? Ja. Danke. Was möchtest du mehr? Zug oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad? Ljubica, Bus oder Auto? Die beide ist gleich. Ja, aber Weiß was nicht, möchten Sie lieber? Womit fahren Sie lieber? Mit dem Auto oder mit dem Bus? Das ist mir egal. Die beide machen mir Spaß. Ja, gut. Natascha, Sommer oder Winter?
Не ја слушаме, Наташа. Не ве слушаме, Наташа. Стои дека ви е вклучен микрофонот, меѓутоа не ве слушаме. Не се... Сега, ајде пробајте. А сега ме слушате? Да, сега ве слушам. Зома. Зома. Данка. И сега кога ќе ја погледнеме вежбата, пак ќе кажем, ги имаме тие изрази кои што ги користиме кога сакаме да изразиме мислење. Изразите кои што можеме да ги користиме, ќе ги ставам под точка изрази. И ги запишам. Тоа се следниве изрази. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich würde gern Ich nehme lieber и am liebsten. Ова се изразите со кои што најчесто се изразува мислење. Вежбата вели ordnen Sie zu. Имаме логичен диалог во кој што треба прво да ја прочитаме целата реченица, да кажеме дали реченицата е позитивна или негативна и да го избереме изразот кој што најдобро одговара. И многу е важно тука да споменам дека не треба да преведуваме збор по збор и дека навистина некогаш не треба да ги знаеме сите зборови за да ја доволовиме поентата на самата реченица. Ајде еве првата реченица, бидејќи односно првото прашање, ќе го прочитам јас. Вели вака: Sollen wir in den Sommerferien in die Berge fahren? Прашањето е јасно. Треба ли ние за летниот распуст да патуваме на планина? Nicht schon wieder. Das gefällt mir. Прво е Ивана да прашам. Дали станува збор за позитивен или за негативен одговор? Ама има nicht schon wieder. Не повторно. Nicht schon wieder. Јас пак ќе го запишам и ова како израз. Не влегува во овие изрази, меѓутоа ќе го оставам со место. Nicht schon wieder значи не повторно. Значи самиот израз е негативен. Тоа значи и дека на првото празно место треба да стои негативен збор. Што ќе дополниме од горните зборови, Ивана? Од тоа што ни е понудено. Така, das gefällt mir überhaupt nicht. И сега го имаме контекстот на диалогот. Марија, прочитај го следниот одговор. Richtig. Затоа што веднаш имаме контраст. Во едната реченица кажуваме што воопшто не сакаме, а во оваа кажуваме што најмногу сакаме. И при тоа го користиме глаголот würden. Ich würde am liebsten in den Süden fliegen und am Meer liegen. Значи, јас само првиот дел сакам да го запишам, за да ги обележам еве како горе. За да ги обележам повторно глаголот, акузативот и главниот глагол. Ich würde am liebsten in den Süden fliegen.
Во оваа реченица го имаме глаголот würden на второ место, кој што е менуван по лице. Потоа го имаме in den Süden, затоа што Süden е именка од машки род. И на крајот од реченицата го имаме fliegen како главен глагол во неговата форма во инфинитив. Значи, гледате и тука е am liebsten на второ место, меѓутоа не е погрешно и реченицата да биде Ich würde in den Süden am liebsten fliegen. Ајде следната реченица, Љубица. In die Berge. Also, ich и продолжението е auch nicht so gut. Ова одговара трета личност. Внимавајте и на личната заменка. Убаво почнавте да. Ich würde... Не може да би. Не, in die Berge, also ich oder pак ќе дојде Ich finde die Idee auch nicht so gut. Да. А може да дојде überhaupt nicht или Не, überhaupt nicht веќе го употребивме во реченицата по да. требало тистите. Не треба да се повторуваат, да. Аха, окей. Тогаш е прво finde die Idee. Also, ich finde die Idee auch nicht so gut. Значи, во овие изрази јас можам да го додадам. Ich finde die Idee... Тука. Ich finde die Idee gut. Или ich finde... Негативно ако е. Ich finde die Idee nicht so gut. Добро. Ајде следната реченица, Ивана, повторно. Berge, Meer, das kennen wir schon. Ich würde gern. Да, да. Ich würde gern nach Norddeutschland reisen. Da waren wir noch nicht. Зупа. Оваа реченица покажува трета идеја, бидејќи ја кажува трета личност, четврта всушност, изразува нова идеја. Значи, ниту е позитивна, ниту е негативна. Ова изразува мислење на говорителот. Ich würde gern nach Norddeutschland reisen, da waren wir noch nie. Затоа што никогаш не сме биле уште таму. Следната реченица, Марија. Meine Freunde sind gerade den Berlin Usedom Radweg gefahren. 340 Kilometer in nur 3 Tagen. Das können wir auch machen. Одговорот? Да, да, да. 340 Kilometer in 3 Tagen. 3 Tagen. Nehme ich lieber. Прочите Марија реченицата. Така. Затоа што дава една идеја, меѓутоа таа идеја не ми се допаѓа и затоа си барам начин како да изразам сопственото мислење и тоа го правам со помош на изразот ich nehme lieber. Да, nehme ich lieber den Zug. И последниот одговор, Љубица.
Така е. Super, toј само остана. Die Idee mit der Radtour gefällt mir am besten. Исто е, дали го користам am besten или ќе го користам am liebsten, само зависи од тоа која придавка повеќе ми одговара. И сега, како заклучок на оваа вежба, можеме да го извлечеме следното, дека само да го пуштам порче да влезе. Ево го. Можеме тука. Добре. Добре. Дека со помош на тука ќе го запишам, со помош на würde gern изразуваме, односно даваме предлог. Со помош на überhaupt nicht изразуваме силно негативно мислење. А со помош на am liebsten изразуваме нешто што најмногу го сакаме. Сега ќе се вратиме на претходната вежба, таа што е на страна 20. Да. Исто и во оваа вежба треба да ги дополниме празните места со некои од дадените изрази. Со тоа што во оваа вежба ќе видиме како ќе го читаме, дека се работи за темата е e-bikes. Ljubica, sind Sie pro oder contra e-bikes? Wir sind Seite 20. 22. 20, nicht 22. 20. Sind Sie pro oder contra e-bikes? Wo sind jetzt? Am 7., 8. Achte Übung, aber ich frage, sind Sie pro oder contra e-bikes? Ihre Meinung. Meine Meinung. Das ist drin, weiß ich nicht. Liebe für mich ist die alte. Alte Variante. Alte Variante. Nur Fahrrad. Nur Bike. Gut, Maria, bist du pro oder contra e-bikes? Pro. Pro, danke. Eine pro, eine contra. Ivana, sind Sie pro oder contra e-bikes? Ich bin pro. 2 pro, danke. Und Natascha, sind Sie pro oder contra e-bikes? Nur eine Frage, das ist pro Bike mit Strom, oder? Pro е за, а контра е против. За велосипедот, кој е за, кој не? Мислењето. Со про и со контра се изразува мислење. Про е за нештото, а контра е против тоа. Имаме аргументи за и аргументи против. Für die Fahrrad. Für die e-bikes. E-Fahrräder. За, спротивното е контра, што значи против. Да не изпадам грешно сега. Против. Наташа, sind Sie pro oder contra e-bikes? Пак не ја слушаме Наташа. Wir beginnen den Dialog.
Ich habe eine Geschäftsidee. Wir bieten statt Touren Kontra, danke. Wir bieten statt Touren für Touristen an. Имам една бизнес идеја. Нудиме тури низ градот за туристи. Die Idee ist nicht schlecht. Идејата не е лоша. Aber ich würde am liebsten Touren mit E-Bikes anbieten. Но јас би понудила со најголемо задоволство тури со електрични велосипеди. Was sind denn E-Bikes? Што се велосипеди? Das sind Fahrräder mit Motor. Тоа се велосипеди со мотор. Следното, Марија. Што би можело овде да извлечеме? Дали е позитивна или негативна оваа реченица? Мислам дека негативно. Негативна. Точно. Што ќе дополниме на празното место? Gefällt mir überhaupt nicht. Ich fahre Lieber, така, со поголемо задоволство. Mit einem Fahrrad ohne Motor. Следната реченица, Ивана? Само да видам до кај сме. Die Idee, да, die Idee. Die Idee mit den E-Bikes. Die Idee mit den E-Bikes. Каква е оваа реченица, позитивна или негативна? Мислам дека е позитивно. Не може да биде позитивна, зашто и предходната беше Ich fahre lieber mit einem Fahrrad ohne Motor. Ке возам велосипед без мотор, со поголемо задоволство, и сега вели истата личност кажува. Die Idee mit den E-Bikes воопшто не ми се допаѓа. E-Bike. Нема да биде die Idee функционира. Не, бидејќи веќе имаме die Idee. Аха. Треба на празното место да биде воопшто не ми се допаѓа. Леген. Не. Мислам Може ја. биде леген. E-Bike gerade im Trend. Не. Ајде, Љубица, обидете се. Die Idee mit den E-Bikes gefällt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Идејата со електричните велосипеди воопшто не ми се допаѓа. Die sind doch nur für alte Leute. Alte Leute. Тие се само за стари луѓе. Следната реченица, Ивана повторно. Das sind nicht Außerdem, außerdem liegen E-Bikes gerade im Trend. Не, сега зборуваме пак за идејата. Аха. Ова е нова личност која што вели идејата сепак функционира. Ова ќе биде следното тоа. Die Idee funktioniert. Außerdem, die Idee funktioniert. Richtig?
Марија? Кај вас? Вас? Was Elektrofahrrad, Фарреда? Fahrräder. Може ли само па да ги видам? Може. Може. Слободно. Elektrofahrrad. Сега според претходното, тоа не е така. Освен тоа, идејата функционира. И се вели што? Електричните велосипеди Sind gerade richtig се во моментов in glaubst, ајде Љубица, бидејќи продолжение. Moment. После е glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich, liegen E-Bike gerade im Trend? Richtig. Glaubst du wirklich, liegen e-bikes gerade im Trend? Ова е две реченици кои што имаат исто значење, меѓутоа се употребени различни зборови, кои што го изразуваат истото. Во моментов се во се ин и потоа вели во моментов електронските велосипеди се во тренд. Истото. Дали е ин или е им тренд е воопшто, само што можам да го запишам вака. Ин е исто што и им тренд лиген, за да знаете дека им тренд оди секогаш со глаголот лиген. Им тренд лиген е исто што и им. И последното, Ивана? Последното е ја. Јас верувам во тоа. Треба да биде реченицата. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Danke. Заклучокот е дека освен што постојат изрази кои што ги запишавме и се јасно предвидени кој кога се употребува, исто така треба, пак ќе кажам, јас и во школа така ги учам децата, не треба да ги знаете сите зборови. Треба да извлечете некогаш нешто и од самиот контекст доволно за да го разберете тоа што е напишано или кажано. Сега ќе продолжиме со четвртата лекција, која што се наоѓа на страна 25. Diese Lektion heißt, was darf es sein? Глаголот, кој што е употребен, има два глаголи. Првиот глагол кој што е употребен во ова прашање е модалниот глагол dürfen, кој што значи смее и се користи кога се дава дозвола за нешто. Само ќе го запишам насловот на друга страна. Lektion 4. Lektion 4. Was darf es sein? На македонски лекција 4. Што смее тоа да биде? Каде што под прва цртичка ќе го запишам глаголот dürfen, Modalverb
dürfen. На македонски модален глагол смее. Како што кажавме претходно, модалните глаголи се менуваат исто во прво и трето лице еднина и во прво и трето лице множина. Кај овој глагол ќе запишам во заграде давање дозвола. И ќе го менувам по лица. Ich darf, du darfst, sie, es darf. Во множина wir dürfen, ihr dürft, и sie dürfen. Исто како што кажав, кај модалните глаголи, исто како кај глаголот würden. Модалниот глагол во исказна реченица стои на второ место, се менува по лица, а главниот глагол е на последно место и е во неговата инфинитивна форма. Например, ich darf ins Konzert gehen. Ова е исказна реченица. Глаголот dürfen е на второ место, менуване по лице, а главниот глагол оди на последно место и е во неговата инфинитивна форма. Прашањето кое што го имаме во насловот на лекцијата, was darf es sein, е прашање кое што започнува со прашален збор, па затоа модалниот глагол е на второ место, а главниот глагол е повторно на крајот од реченицата и е во неговата инфинитивна форма, со тоа што модалниот глагол е менуван по лице. И имаме уште еден вид на реченица, тоа е прашална реченица, darfst du Eis essen? Смееш ли да јадеш сладолед? Оваа реченица започнува со модалниот глагол, значи тој стои на прво место и се менува по лица, а главниот глагол оди на последно место и е во неговата инфинитивна форма. Првата вежба вели: Sehen Sie das Foto und den Einkaufszettel an und hören Sie. Погледнете ја фотографијата и ливчето за пазарење. Der Zettel и во множина исто die Zettel. Der Zettel и die Zettel. Ливче, ливчиња. Und hören Sie, и слушнете. Wer hat den Zettel geschrieben und für wen kauft Otto ein? Was meinen Sie? Имаме две прашања. Wer hat den Zettel geschrieben е првото прашање. Wer hat den Zettel geschrieben? А второто е für wen kauft Otto ein? Првото прашање е во перфект, второто прашање е во сегашно време. Зошто ги напишав? Ќе ви кажам откако ќе го слушнеме диалогот и ќе ги одговориме прашањата. Само да го споделам. Menschen A2-1 führen.
четврта, прва. Ама ова морам посебно да го споделам. Ајде. Еве го. Lektion 4. Was darf es sein? Aufgabe 1. Die sind lustig. Das kann doch keiner lesen. Was steht da? Hase? Nase? Ach, Käse soll das heißen. Einen Käse will er. Einen was? Einen wilden Käse? Quatsch. Mild steht da. Einen milden Käse. Diese Schrift. Aufgabe 4. Nee. Wer hat den Zettel geschrieben? Was meinen Sie? Maria, was meinst du? Wer hat den Zettel geschrieben? Maria, was meinst du? Wer hat den Zettel geschrieben? Мислам дека не е тука Марија. Не? Не, и мене ми падна интернетот. Ништо не слушам. Сакате уште еднаш? Ајде, Па да, нема проблем. Па да, ја нема Марија. Сега забележувам дека ја нема. Сега. Уште еднаш ќе го пуштам. Aufgabe 1. Die sind lustig. Das kann doch keiner lesen. Was steht da? Hase? Nase? Ach, Käse soll das heißen. Einen Käse will er. Einen was? Einen wilden Käse? Quatsch. Mild steht da. Einen milden Käse. Diese Schrift. Aufgabe Сега не гледам. Не, Марија, не е вклучена. Наташа, was meinen Sie? Wer hat den Zettel geschrieben?
Се слушаме, Наташа. Јас не ја слушам. Не се слуша. Dobro, Ljubica, was meinen Sie? Wer hat den Zettel geschrieben? Ich denke, Mutter. Das. So, da war eine Како ќе ја започнеме реченицата? Wer hat den Zettel geschrieben? Еве велите мајката на Ото. Како ќе кажете мајката на Ото го напишала ливчето? Супер, die Mutter von Otto. Ама постои уште еден начин во германскиот јазик со кој што изразуваме присвојност. Кој е тој? Што додаваме на името за да изразува присвојност? Која буква? Исто како во англискиот, само без апостроф. Otto's Mutter. Не. Otto's Mutter. Дали ќе кажеме die Mutter von Otto или Otto's Mutter е sejedno. Hat den Zettel geschrieben. И сега во второ прашање е многу поважно, затоа што првото е во перфект и нема зашто да се дискутира. Веа е прашањето, односно и дотолку повеќе има што да се коментира. Ова прашално зборче веа треба секогаш да не асоцира дека го користиме во номинатив. Веа е кој и се користи во номинатив. За разлика од тоа, прашалниот збор für wen, самото тоа wen, сме ги кажале кои се прашалните зборови кои прашуваме за личност во номинатив, акузатив и датив. Тоа се веа за во номинатив, вен за во акузатив и вем за во датив, за личност. А кога станува збор за предмет, прашањето е исто во сите три падежи. Тоа е прашалниот збор вас, што значи што. И со тоа прашуваме за личност. Во случајов имаме фија вен, тоа го користиме во акузатив. Ивана, was meinen Sie? Für wen kauft Otto ein? Otto kauft Für seine Mutter. Значи, оваа реченица е во акузатив. Има für. Што има für, тоа треба да ни биде асоциација за акузатив. И во акузатив знаеме дека се менува само формата на машкиот род. Во овој пример не можеме да го забележиме тоа, меѓутоа можеме да дадеме уште еден пример. Ивана, како ќе кажете Ото купува за неговиот дедо? Во акузатив? Да. Otto kauft für за неговиот Да. sein Во акузатив, бидејќи дедо е во машки род, seinen дедо опа, ein. Го гледам сега дека е глаголот делив. Ein. Значи во овој случај, einkaufen. Во овој случај имаме повторно акузатив, меѓутоа именката е во машки род, па затоа се менува и незината форма. Односно, овде имаме seine н, затоа што опа е именка од машки род. Der опа. А тука горе нема промена, затоа што и во акузатив и во номинатив е истата форма. Die Mutter. Die zweite Übung fragt, wie oder wie oft kaufen Sie normalerweise
ein. Normalerweise значи нормално. Прашањето е wie oder wie oft? Како или колку често купувате нормално? Erzählen Sie. Љубица, wie oft kaufen Sie normalerweise ein? Beispiele einmal in der Woche oder wenn ich brauche etwas und muss ich wieder gehen ins Geschäft, ins Supermarkt Im Supermarkt? Mhm. und dann gehe ich, wenn ich brauche, die Sache. Aber Normalerweise ist das einmal in der Woche. Ja, einmal in der Woche. Haben Sie einen Einkaufszettel? ja, immer, wenn ich gehe zum Einkaufen. Sie haben einen Einkaufszettel. Das ist super. Ich habe nie einen Einkaufszettel. Ich nehme nie mit mir einen Einkaufszettel. Und das heißt, dass ich 6-mal pro Woche im Supermarkt gehe. Weil ich immer etwas vergessen habe. Ja. Danke. Nein, okay, macht nichts. Ivana, wie oft kaufen Sie normalerweise ein? Zweimal oder dreimal in Woche. In der Woche. Ja. Und haben Sie auch wie Ljubica einen Einkaufszettel? Nein. Nein? Sie gehen wie ich, ohne Einkaufszettel. Ja, gut, danke. Сега не гледам. Дали е Наташа тука? Да, тука е, само дали може да се вклучи? Наташа? Не се вклучва. Okay, gehen wir weiter mit der nächsten Übung. Sie heißt, sehen Sie das Bildlexikon an, schreiben Sie in 3 Minuten so viele Kombinationen wie möglich. Прво ќе ги разгледаме зборовите, ќе ги распоредиме во табела, што во кој род спаѓаат и како е нивната форма во множина, а потоа ќе кажеме кој од нив може да го употребиме во кој од овие пакетчиња, односно пакувања, кои што ни се дадени во продолжение на вежбата. Под цртичка ќе напишам Lebensmittel. Вака, Lebensmittel. Инаку на македонски буквално треба да ги преведам како животни намирници. И да направам табела во која што ќе ги распоредиме според род, машки, женски, среден род и множина. Иако множината не е дадена, ние ќе ја запишеме. И ќе започнеме Ивана со првата именка. Повелете. Првата именка од овие горе. Да, одгоре, да. Der Thunfisch. Јасно ни е што значи. Туна, Thunfisch. На македонски туна. А во множина die Thunfische. Thunfische.
Ајде следната Љубица, втората именка од лексиконот со слики. Salami и salame. Ди салами, залами. Ди залами. На македонски салама. Во множина оваа именка ја има истата форма. Ди залами. Ајде следната Ивана. Der Деа ферзиш, да. На македонски праска. Ми замина надолу. Деа ферзиш. Праска. Во множи... Леле. Праска. Во множина ди ферзише. Ајде следната Љубица. Да не утнев. Ајсте. Деа ајсте. Деа сина е точката. Деа ајсте. Леден чај. Леден чај. Во множина ди ајстес. Ајстес. Ајде следната именка Ивана. Ди паприка. Паприка. Ја, пиперка. Ди паприка. Оваа именка има две форми во множина. Едната е паприкас, а другата е иста како и таа што е основната форма, односно ди паприка. Љубица, следната именка. Knoblauch. Der Knoblauch, ja. Der Knoblauch. Der Knoblauch. На македонски лук. Оваа именка нема форма во множина. Ивана, следната именка. Ди банане. Ди банане. Ди банане. Банана. Во множина ја има формата ди бананен. Германски зборот и на е завршува. Ди бананен. Да, ди бананен. Следната именка Љубица. Birne. Birne. Die Birne. Ди Birne. И во множина ди Birnen. Ди Birne. Круша. Во множина ди Birnen. Одиме на следната страна. Ајде да одиме на таа следна страна. Еве. Или, да. Ајде. Ивана. Der Saft. Der Saft е сок и може спред него да додадеме било кое овоше или зеленчук и да добиеме вид на сок. Например, оранжензафт, бананензафт, каротензафт. Сок во множина, формата на именката зафт е ди зефта.
Следната именка, Љубица. Bohne. Дибоне Bohne. има две значења. Јас може да питам. Може. Das ne ode. Не. 90% од именките кои што завршуваат на е во германскиот јазик се именки од женски род. Така е и оваа именка Дибоне. Може да значи и граф, може да значи и боранија, а на сликата гледаме дека може да значи и грашок. Ова е исто како Значи некаде. И граф и граш, исто како онкел и танта. И онкел и танта имаа по 3 значења. А множината од именката Дибоне е Дибонен. Следната именка Ивана. Das Smell. Да смел. Што мислите дека е тоа? Еве прва од... Така е. Да смел, првата именка од среден род. Брашно. Во македонскиот јазик нема множина, меѓутоа во германскиот јазик има. Ди меле. Ајде, Љубица, следната. Marmelade. Ди мармеладе. Ди мармеладе. Мармалад. Дали е или Во множина. мармелада? Ди мармеладен. Во множина добиваат ес именки кои што се најчесто од англиско потекло, кои што во англиски одоаѓаат од англискиот јазик, преземени се во германскиот, па тие добиваат ес во множина. Следната именка Ивана. Der Quark. Der Quark, да. Der Quark. Кисело млеко. Урда е на македонски. Der Quark. Во множина немаме форма. Неброена е таа именка. Следната Љубица. Das Cola. Ди кола. Да еве ова е именка која што е од англиско потекло. Ди кола, Кока-кола. Cola. Е така, оваа именка во множина добива са Ди колас. И последната именка Ивана. Das Bonbon. Така, именката Бонбон може да биде именка од машки и од среден род, секако со истото значење. Ја ќе ја напишам во двете. Деа Бонбон. Тука ќе ја напишам дека значи бонбона. И истото ќе го ископирам и ќе го ставам и кај тас. Еве и оваа именка е од странско потекло, што значи дека множината ќе биде како Ивана. Ди бонбонс. Така е, ди бонбонс. И сега ќе се вратиме на третата вежба, каде што ќе ги погледнеме пакувањата и ќе дадеме примери за именките кои што ги кажавме. Под цртичка, како што беа ова Lebensmittel, така сега под цртичката ќе запишам Verpackung, односно пакување. Амбалажа или пакување. Исто и овие именки, како што можете да забележите, се пред нив со точка, односно имаат род. И во овој случај, кога сакаме да споиме некој од овие зборови со именката,
треба да знаеме дека родот го добиваат од именката која што означува амбалажа. Значи имаме, пак ќе направиме една табела за да ги внесеме во табелата. Имаме 1, 2, 3, 4, 5. 5 и надолу. Првото е eine Tüte. Eine Tüte. Или на македонски една кеса. Следниот опакување е die Dose, односно eine Dose. На македонски тоа ќе биде една лименка или конзерва. Следното опакување е die Flasche, односно eine Flasche. Тоа на македонски ќе биде едно шише. Четвртото е das Glas, значи ќе биде ein Glas, една чаша. И последното е eine Packung. Packung значи пакување, ама јас ќе го преведам како едно пакетче за да ни биде појасно. Ајде сега да ги видиме именките повторно. Љубица, кој пакување, односно која амбалажа одговара кај Thunfisch? Thunfisch odgovara eine Dose Thunfisch. Eine Dose Thunfisch. Richtig. Значи, гледате, родот останува од eine Dose. Немаме потреба да го кажуваме родот на Thunfisch. Ајде кај салами, Ивана. Eine Packung Salami. Super. Salami. Ајде кај следната именка, Љубица. Eine Dose Pfirsich. Добро. Меѓутоа не мора да е само стриктно доза. Доза е ако е во компот. А ако се свежи? Не, од овие што ни се понудени. Eine Packung Pfirsich. Зашто самото тоа тюта е кесечка мала, не е голема кеса. Pfirsich. Добро, ајде Eistee. Ивана? Eine Flasche Eistee. И друго што може да биде? Може да биде исто и eine Packung. Не се мисли на пакет како пакет, туку како пакување. Тука е, например, дадено на сликата е даден мел, брашното, на такво пакување се мисли. Добро, тогаш би бил Ein Glas Eistee. Ајде, Љубица, кај паприка. Paprika. So, das geht auch. Kannst du finden Dose Paprika, kannst du finden auch eine Tüte Paprika. Ама тюте е мало. Кесичка се мисли на тюте, се мисли на кесичка како од смоки, како од чипс. Значи не е класична кесичка. Нека може да е пакунг, паприка или ако се во доза. Konserve, eine Dose Pap. geht auch in Glas. Habe ich schon gesehen. Das ist Dose. Ja, aber das ist das gleiche. Limenka или конзерва. Што ни е следно? Glas, Tegler. А не е тегла глас. Гласа чаша.
А да, тука го има и како тегло. Добро. Една чаша. Една тегла. Тука ќе ставиме, значи дека може да биде и ein Glas paprika. Добра. Ајде, Knoblauch, Ивана. Би било во eine Tüte. Eine Tüte Knoblauch. Okay. Danke. Banane. Banane, Ljubica. Banane, Eine Packung Banane. Dobro. Birne. Birne, Ивана. Eine Packung. Eine Packung Birne. Дури и повеќе што може да биде и во множина. Eine Packung Bananen и eine Packung Birnen. На следната страна ги имавме Saft. Ljubica. eine Flasche Saft. Saft. Добро. Потоа Weiter. вида. Ohne Пајте. ein Не, за зафт. Што може уште во зафт? Освен флаше. geht auch ein Glas. Ein Glas Saft и уште едно има, noch eine Packung, Eine Dose geht auch. eine Dose Saft. Richtig, ja. Следното, Bohne. Ивана. Боне би било со eine Dose. Ja, eine Dose Bohne. А може да биде и eine Packung Bohne. Пак, во двата случаи може да биде и во множина. Eine Packung Bohnen и eine Dose Bohnen. Добро. Мел. Ljubica, Mel. Ein Eine Packung mit Mehl. Packung Mel. Dobro, Marmelade. Ивана. Ein Glas Ein Glas Marmelade. Добро. Следното ни е на другата страна. Ајде, кварк. Ljubica. Ein Packung Quark oder Eine, eine Dose. А може да биде, па нема. Во глас нема. Eine Dose Quark и eine Packung Quark. Зошто вака? Quark. Ивана, кола. eine Flasche Cola Eine Flasche Cola. oder ein Glas. Ein Glas Cola. Auch eine Dose Cola. Geht auch. Eine Dose Cola. И Bonbon. Ljubica. eine Tüte Bonbon. Eine tak. Eine Tüte und eine Packung Bonbons. Тие најчесто во множина не може да е бонбон во еднина. Ja, danke. Die nächste Übung heißt, was darf's sein? Ова S е кратенка од само С-то всушност е кратенка од личната заменка S. Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an. Пред да слушнеме, да прочитаме на што треба да се сконцентрираме. Ивана, прочитајте ги првите две реченици. Otto hat Probleme. Dennis fehlen genaue Angaben auf dem Einkaufszettel. Цејтај. Ja, Otto kennt seine Mitbewohner und wäre es gewohnt,
Gut. Ja. Otto hat Probleme, denn es fehlen genaue Angaben auf dem Einkaufszettel. Значи, Ото има проблеми, бидејќи недостасуваат глаголот fehlen, значи недостасува. Fehlen, недостасува. Fehlen genaue, genau значи точно. Точен. И во еднина е die Angabe. Во множина е die Angaben. На македонски податок, односно податоци. Во превод реченицата би била: Ото има проблеми, бидејќи недостасуваат точни податоци на ливчето за пазарување. А втората: Ото kennt seine Mitbewohner und ihre Essgewohnheiten gut. Mitbewohner е во еднина и во множина истата именка, меѓутоа различен определен член. Во еднина е der Mitbewohner, а во множина е die Mitbewohner. Да. Zimmer, цимери. И потоа имаме Essgewohnheiten, каде што само ќе ја напишам прво во еднина. Die Gewohnheit, die Gewohnheiten, во множина, тоа се навика, обичај или навики, обичај. А самата именка die Essgewohnheiten ке значи навики за јадење. Љубица, може да ги прочитате останатите две реченици. Er will zu Hause anrufen, aber sein Handy funktioniert nicht. Er kauft zu viel ein, denn er will keinen Fehler machen. Keine Fehler machen. Той сака да се јави дома, но неговиот мобилен не работи. Не функционира, да? Той купи многу, Тој пазарува, купува многу, бидејќи зато не сака да направи грешка. така, бидејќи не сака да направи грешка. Именката Фела е именка од женски род. Не е од женски. Der Fela. Во множина е исто. Der Fela во еднина. Die Fela во множина. Грешка, грешки. Сега ќе го слушнеме и ќе треба да кажеме was ist richtig. Ева го ова за слушање. Ова е третата вежба. 3. Hallo, was darf es sein? Ich hätte gern einen mageren Schinken. Gern. Soll es ein roher Schinken sein oder ein gekochter Schinken? Hier, sehen Sie mal. Die sind heute beide im Angebot. Tja, dann geben Sie mir doch einfach von beiden je 250 Gramm.
Ама съм Aufgabe 4. 1. Аха, 3 ги има. Още една ще ги пущам. 1. Guten Tag. Was darf sein? Ich hätte gern einen milden Käse. Einen milden Käse? Tja, da gibt es viele. Möchten Sie lieber einen weichen Käse oder einen harten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß leider auch nicht, was er mag. Warten Sie mal. Ich frage meinen Mitbewohner schnell. Ach, jetzt habe ich mein Handy vergessen. Na gut, ich glaube, ich nehme einen weichen und einen harten Käse. Geben Sie mir doch bitte je 200 Gramm von dem da und von dem da. Das ist eine sehr gute Wahl. Sind beide super lecker. Aha. 2. 3 Liter normale Milch. Hallo? Entschuldigung? Haben Sie denn keine normale Milch? Normale Milch? Was meinen Sie mit normal? Meinen Sie Vollmilch mit 3,5% Fett? Oder fettarme Milch mit 1,5% Fett? Oder Magermilch mit 0,5% Fett? Keine Ahnung. Wissen Sie was? Ich nehme einfach 2 von jeder. 3. Hallo, was darf es sein? Ich hätte gern einen mageren Schinken. Gern. Soll es ein roher Schinken sein oder ein gekochter Schinken? Ähm, Hier, sehen Sie mal. Die sind heute beide im Angebot. tja, dann geben Sie mir doch einfach von beiden je 250 Gramm. Und 200 Gramm Knoblauchsalami. Ist Nummer 1 richtig, Ljubica? Otto hat Probleme, denn es fehlen genaue Angaben auf dem Einkaufszettel. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und ist Nummer 2 auch richtig oder falsch, Ljubica? Und kennt seine Mitbewohner und ihre. Er ist gewohnt, heißt gut. Ja, oder weiß ich nicht. Oder kennt seine Mitbewohner und ihre. Kennt er seine Mitbewohner? Gut, nein. Das ist Aber er hat etwas Fehler geschrieben oder hat kein Einkaufszettel. er hat keine genau richtige Angaben, ja, er hat keine genaue Angaben. Das heißt, dass Nummer 2 falsch ist. Ivana, ist Nummer 3 richtig oder falsch? Es ist falsch. Ja, warum? Warum er will zu Hause anrufen, aber sein Handy funktioniert nicht. Das ist nicht richtig. Seine Handy ist zu Hause. Ja, er hat sein Handy vergessen. Vergessen. Ist Nummer 4 richtig oder falsch, Ivana? Es ist falsch also. Er kauft zu viel ein, denn er will keine Fehler machen. Das ist nicht richtig. Nein, er hat so viel gekauft, Er, er will nicht ja, mehr Fehler machen. er hat zu viel eingekauft.
Hören Sie noch einmal und hören Sie weitere Gespräche im Supermarkt. Was und wie viel kauft Otto? Kreuzen Sie an und notieren Sie die Mengen. И сега имаме следна точка. Die Menge. Следна цртичка. Die Menge во еднина, die Mengen во множина, што на македонски значи количество. Немаме во множина именка ние. И исто така, со точка запирка, ќе запишам и дека може да се користи за количество и именката Gewicht. Да. Само да не биде на кирилица, нели? Das Gewicht. Die Gewicht. Овде се однесува повеќе на тежина. Gewicht. Сега ќе ги слушнеме уште еднаш, ама ќе ги слушаме првото, па ќе кажеме второто, па ќе кажеме и така до третото. Имаме, значи, прашање кое што вели Was und wie viel kauft Otto? Што и колку купува Ото? Го слушаме првиот Gewicht. Првиот диалог. Уште еднаш. Еве го. Не. Ајде. Слушаме. Aufgabe 4. 1. Guten Tag. Was darf sein? Ich hätte gern einen milden Käse. Einen milden Käse? Tja, da gibt es viele. Möchten Sie lieber einen weichen Käse oder einen harten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß leider auch nicht, was Sie haben. Warten Sie mal. Ich frage meine Liste schnell. Ah, jetzt habe ich mein Handy vergessen. Na gut, ich glaube, ich nehme einen Hartkäse. Geben Sie mir doch bitte je 200 Gramm von dem da und von dem da. Das ist eine sehr gute Wahl. Die sind beide super lecker. Aha. Ja. Љубица, само момент да го споделам екран. Kauft Otto Frischkäse ein? Kauft Otto Frischkäse ein? Љубица, kauft Otto Frischkäse ein? Ja, er hat gekauft und die beide 250 von die weiße und Aber nicht 200 Gramm, nicht 250, 200 Gramm. Aber nicht Frischkäse, sondern er kauft 200 Gramm Weichkäse und 200 Gramm Hartkäse. Имаме weich и weich значи меко, мек, а спротивното да. Спротивното е hard, што значи тврд. Не. Hard значи тврд. Потоа ќе ги запишеме овие за количество. Сега одиме да го слушнеме вториот диалог. Добро. Zwei. Drei Liter normale Milch. Hallo? Entschuldigung? Haben Sie denn keine normale Milch?
Sie was? Ich nehme einfach 2 von jeder. Gut. Ivana kauft Oto Buttermilch ein. Buttermilch. Nein, Nein, kauft Vollmilch. mit 3 3,5. Кома. Запирката се вика кома. 3,5% Fett und Milch mit 1,5% Fett und Megamilch 0,5% Fett. Wie viel? Колко? Мислам дека по литра рече. 2. 2 Liter von jedem Milch. Да, 2 Liter. Сакав да запишам дека Buttermilch, die Buttermilch, die Buttermilch на македонски значи матеница. Vollmilch, die Vollmilch значи на македонски полномасно млеко. Das Fett значи масленост. Или едноставно само маст. И die Magermilch значи слабо млеко. Мага е слаб. Слабо млеко. Со мала масленост. И третото. Морам пак се да исклучам. И да споделам. Ајде. Ова. 3. Hallo, was darf es sein? Ich hätte gern einen mageren Schinken. Gern. Soll es ein roher Schinken sein oder ein gekochter Schinken? Hier, sehen Sie mal. Die sind heute beide im Angebot. Tja, dann geben Sie mir doch einfach von beiden je 250 Gramm. Und 200 Gramm Knoblauchsalami. Ja, super. Ljubica, wie viel? 200 und die beiden. Zwei. Knoblauch und so. Er kauft, er hat 250 Gramm von rohes Schinken und gekochten Schinken gekauft und 200 Gramm von Knoblauchsalami. Er kauft keinen Pfeffersalami. Keine Pfeffersalami. Schinken. Der Schinken. Шунка. Сега имаме две, може да значи не само шунка, туку може да значи и пршута. И сега двете придавки. Ро е спротивно од gekохт. Ро на македонски значи сиров. А спротивната
е придавката gekocht, иако изгледа како глагол во перфект. Тоа е придавка, gekocht. Што значи сготвен, да. И имаме пфефа салами, пфефа, der Pfeffer, der Pfeffer, да, црн бибер, јасно е дека е црн, црн бибер. И последното кноблаух салами, салама со лук. И кога сме кај менга, еве имаме и тука дадено, тоа ќе го запишам во продолжение, дека 1 кило, на кирилица, да, 1 килограм, или скратено можеме исто да го најдеме, и да биде, зашто? Скратено можеме да го најдеме како кило, е исто што и 1000 грам. Потоа имаме тука дадено 1 фунт е исто што и 500 грам. 500 грам. И на крајот 1 литар. Сите се пишуваат со голема буква, бидејќи се именки. Граматиката ќе оставиме за наредниот пат, затоа што има малку повеќе за размислување, а подобро е тоа да биде на почеток од час. За тоа време ќе се префрлиме во работната тетрадка на страна таман мислев ја најдов страната. И литература. Аз само ико не имам од ние што сме, не покажува ништо од таблата. Па не сум го споделила екранот. Зашто се покажува? Фала. Страната е... Ајде, 30. 30. Seite 30. Im Arbeitsbuch. Првата вежба. Online Umfrage zum Thema Einkaufen. Ergänzen Sie. Online анкета за темата пазарење. Дополнете. Wo kaufen Sie lieber ein? In kleinen Geschäften. Дополнете е Geschäften. Што ќе дополниме кај вторите празни места, Ивана? Само да видам. Нема проблем. Wo kaufen Sie lieber ein? In kleinen Geschäften. Auf dem Markt. Тоа е? Каде? Супермаркет. Да, а што е auf dem Markt? Ќе го запишам као израз. Auf dem Markt на пазар. Хајде следното. Љубица 2. Wie oft kaufen Sie ein? Jeden Tag einmal bis zu. Не без. Сега треба да се дополни. Колку често пазаруваат? Еден так. Секој ден. Einmal bis zu. Bis zweimal. Bis zweimal. Einmal bis zweimal.
pro Woche. Тоа ќе го запишам. Einmal pro Woche. Einmal pro Woche. Einmal pro Monat. Ке значи еднаш во неделата. Да. Потоа има einmal pro Monat. Danke. Drei, Ivana, bitte. Was nehmen Sie zum Einkaufen mit? Einkaufszettel Zettel, Einkaufszettel, и Einkaufstasche. Einkaufstasche. Да. Што ќе биде Einkaufstasche? Торба за пазарење. Торба за пазарување. Така е. Фија. Љубица. Wie gehen Sie am liebsten einkaufen? Да, овие не ги споменавме. Како одите најчесто на пазарување? Едното е hungrig. Schön doch hungrig. Hungrig е гладен. Hungrig, гладен. Спротивното е зад, сит. Да, зад. Со атата. Со двете зад. Сит. Hungrig, да. И зад со двете. S-A-T-T. Doppel-T. Ich weiß nicht. 5. Ivana? 5. Achten Sie auf Angebote. Richtig. Овие ќе бидат има, manchmal и nicht. Да, што се ангebote? Angebote, беше, сега го мислам. Achten Sie auf Angebote. Понуди. Понуди. Das Angebot во еднина, die Angebote во множина, понуда, односно понуди. Понуда, понуди. Добро. 2. Ergänzen Sie und vergleichen Sie. Nee, 3. Sonderangebot. Посебни понуди. Was kostet? Wie viel? Ergänzen Sie. Што чини? Колку? Ergänzen Sie, дополнете. Ајде да видиме, првото е дадено, можете ги мислам треба да ги гледате и овие од десната страна. Пишува 100 грам Weichkäse kosten 1,59 €. И тука, мислам дека веќе еднаш сум кажала, меѓутоа сакам да повторам, дека кога имаме ваква сума, која што има и центи во себе, за пирката ќе ни го означува зборчето, секогаш зборчето евро, а после евро немаме потреба да кажеме цент, иако веќе како гледам на германските телевизии, кога кажуваат цена, го користат и цент, меѓутоа не е неправилно, иако цент се изостави, затоа што се знае дека помала парична единица од еврото е центот, па ќе биде 1,59 €. Како ќе ја дополните, Љубица, реченицата под Б? Как беше ургата? Кварк? Да, ама. Што? Не ви треба род. Ви треба кој од овие пакувања одговара. 500 Gramm Quark kostet 0,86 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Треба да избереме некоја од горе понудените.
Packung. Eine Eine Packung, Packung Quark eine Packung Quark kostet 0,86 Euro. 0,86 euro. C. Ивана. Се ќе биде, да видам, сумата 0,5. 4 кајмел. Ево го по редослед се. Да. Да. Значи, мел беше брашно, ајде пакунг. Не, гледајте од овие што ви се понудени. Аха. Айн, Имате и тука 1 kg. Значи, айн кило. 1 кило мел, Ein Kilo Mehl kostet 0,54 50. Euro. Да, може да биде 0 евро 54. Или само 54 цент. Или 86 цент. Д. Љубица? Eine Dose Зачекајте, по редослед е оранжен зафт. eine Dose Не, oder 1 литр. Да, 1 литр. Ein Liter Orangensaft kostet 1,29 Euro. 1 евро 29. Или 1 евро 29 цент. Нема потреба од сврзникот und. Следното, Ивана? Ein, Што е след? 108. 1,08 се јајцава. Еја, Аја. аја. Ама како ќе бидат ein Packung, аја? Па да се, значи пакун горе не е кај кварк. Ке биде ајна доза, како што рече Љубица, добро? Ајна пакунг, Eine Packung Eier kostet 1 Euro, 8 1 евро 8. Добре. 0, не, 98 цент. Љубица? Bohnen. Eine Dose Bohnen kostet 0,89 Euro. Евро. Или 98, не 89, него 98 цент. Heb ik dat gezegd? 89. Heb ik gezegd? Да, 89 на 198. И Г. Ивана? шокобонбон. Шокобонбон. Последното ќе биде eine Tute. Ајне тют. Eine Tute Schokobonbons kostet 1 Euro, 69 Cent. Ако го кажувате евро, нема потреба од кома. 1 евро 69 цент или 1 евро 69. Следната страна е 48. Исто вредната. 38. Да. Тоа е Wiederholungsstation Wortschatz. Ево го. Lösen Sie das Rätsel und finden Sie das Lösungswort. Решете ја загадката и најдете го зборот според решението. Првата реченица, Љубица. Die Milch hat so Да. sie weiß. Не. Не. Како беше? Кога има 1,5% масленост? Leicht. Tiefe. Kaffeesche. Kaffeesche Tiefe. Ајде.
И мене не ми M-A-G-E-R-M-I-L милх, ама не е мага милш. 1,5 А не, 1,5. Spätrad. Милш само. M-I-L-C-H не може да е. Милш. Menschen. A 2.1 Wetter. Arbeitsbuch. Ама со како е? Како се вика? Тоа што има само 1,5. 1,5 Zerwiege. Wetter. Fett arm. Може, fett arm може да биде. Добро. Следното Ивана? Hier schreibe ich auf, das muss ich Einkaufen. Преска го кажавме Einkaufszettel. Цетел. Да. Да, лист за запишување. Така, Einkaufszettel. Погодам буквиве, за да знаеме после што е на крај. C-T-T-L. Добро. Einkaufszettel. Добро. Ајде следното. Љубица. Ајде. С. Z-E-T-T-L. Ела. Ајде 3, односно С. 1 Kilo sind 2 Euro. Не. 5 букви се. 1 кило се 2. Ево го напишав преска. Затоа ги пишував. Ево го. Фунт. Да. 1 кило sind 2 фунт. Ајде следното. Фунт. Es ist weiß. Man macht es aus Milch. Да. Бело е и се прави од не. И се прави од млеко. Се прави од млеко. Прави од меко. Нема да е кезе. Не. Од тие што ги кажавме. Како беше урда? Урдата. Како беше урда? Кварк. Кварк. Добро. Љубица следното. Pfund kub 500 грама. 500 грама. 1 кило sind 2 Pfund. 1 кило се 2 фунт. Ајде. Кварк. Добро. Е? Тоа е кварк, сега е. Man isst es zum Frühstück mit Brot. Es ist auch Obst. Marmelade. Мармелада. Добро, следното. Ивана. Gegenteil von satt. Да. Спротивно. Да. Хунгреш. Да, хунгреш. Ге. Љубица. Г. Хунгреш. Спротивно. Спротивен пар на сит. Ајде ге. Љубица. Oder gibt es in der Flasche oder in der Dose? In der Dose, да. Х. Ивана. Ein Getränk zum Beispiel aus Apfel oder Birnen. Това би било saft. Saft. Ein Getränk, zum Beispiel aus Äpfeln oder Birnen. И, Љубица? Сафата.
Добро. Што им треба на пекарите за леп? Okay, Мел. Mehl. И јод. Ивана? Sonnen, Toman, Tomaten, Bohnen, Paprika, Zweige, Zwiebeln. Zwiebeln, Gemüse, Gemüse. И кој е Lösungswort? einkaufen. Не. Нема Р во einkaufen? Не. Кој е Lösungswort? Што е тоа? Загадочниот збор, тој што го дале според буквите. Ајде да не ве мачам 2 минути 9:03. Зупамаркт е загадочниот збор. Зупамаркт. Да. Зупамаркт. Имајте, да, среда, да, среда. Имајте убава вечер и се слушаме во среда повторно. Пријатно. Фала, пријатно.